Министерството за економија и труд прво ќе ги согледа конечните резултати што ги даде мерката за ограничени цени и маржи, потоа ќе одлучи што ќе правиме понатаму, најави денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Од она што го имаме досега од Државниот завод за статистика, резултатите се добри, но ги чекаме крајните резултати кои ќе бидат готови наредната недела. Ако има потреба, би продолжиле со мерката, ако нема, тогаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Изјави Ристевски во одговор на новинарско прашање пред почетокот на експертскиот форум во рамки на проектот Јакнење на правата на потрошувачите во финансиските услуги, организиран од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Ристевски се надева дека сите учесници во синџирот на трговија веќе ја научиле лекцијата и дека во преден план треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард. Најави дека Министерството за економија и труд е при крај со изработката на просечната потрошувачка кошничка. Додаде дека ќе треба да одим на наредни филтри пред се на економско-социјалниот совет, каде ќе ја разгледуваат синдикатите, работодавачите и владата. Потоа, како што кажа, ќе биде презентирана пред јавноста. Прецизира дека просечната потрошувачка кошничка се базира на многу квалитетни информации од Државниот завод за статистика и Државниот пазарен инспекторат, а цените на основните прехранбени производи и производите кои ги користат граѓаните во секојдневието се земени од повеќе маркети од различни делови на земјата. Во пресрет на локалните избори закажани за 19 октомври, во сабота на 23 август почнува јавниот увид во избирачкиот список кој трае 20 дена, односно до 11 септември на полноќ. ДИК го потпишува заклучениот избирачки список, односно изводите од избирачкиот список на кои се гласа најдоцна на 3 октомври. Граѓаните барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во изводите на избирачкиот список што е ставен на јавен увид, ги поднесуваат писмено до подрачното одделение на ДИК или местната канцеларија на подрачјето на живење или по електронска пошта до Државната изборна комисија. ДИК во рок од 3 дена, најдоцна на 14 септември, од денот на завршување на јавниот увид, избирачкиот список го доставува до политичките партии кои доставиле барање до денот на завршување на јавниот увид. Политичките партии во рок од 5 дена од денот на приемот на избирачкиот список до ДИК, најдоцна на 19 септември, доставуваат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегле од јавниот увид. ДИК го заклучува најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид, најдоцна на 26 септември. ДИК го потпишува заклучениот избирачки список, односно изводите од избирачкиот список на кој се гласа најдоцна 15 дена пред денот на одржувањето на изборите, односно најдоцна на 3 октомври. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров тврди дека Русија никогаш немала намера да заземе украински територии, туку само сакала да го заштити рускиот народ. Сакам уште еднаш да нагласам дека никогаш не сме рекле дека треба само да заземеме некои територии. Ниту Крим, ниту Донбас, ниту Новорусија како територии никогаш не биле наша цел, рече Лавров во интервју за руската државна телевизија. Тој тврди дека Москва од секогаш сакала да го заштити рускиот народ кој живее на горе споменатите територии стотици години. Тој исто така рече дека за време на председателствувањето на Володимир Зеленски, Украина наводно донела закони насочени кон уништување на правата на руските говорници. Изјавата на Лавров доаѓа во време на зголемена дипломатска активност. На 15 август се одржаа разговори меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот лидер Владимир Путин. Зеленски потврди дека се во тек подготовки за средба со Путин, пошто би можел да следи трилатерална средба со Трамп. Петтина од територијата на Украина е под руска окупација, голема мапа што ја покажува таа област во црвена боја. Беше поставена во овалната соба за време на разговорот меѓу Доналд Трамп и Володимир Зеленски, пишува BBC. Според медиумот, пораката на Белата куќа до Украина беше јасна. Земјата е изгубена и време е да се разгледа територијален компромис со Владимир Путин, односно размена на територии. Трамп изјави за Fox News дека голем дел од територијата е окупирана. Нагласи дека руската армија е очигледно многу помоćна. МНР на Босна и Херцеговина испратило барање до кабинетот на председателот на Република Српска Милорад Додик за враќање на неговиот дипломатски пасош. Во дописот се наведува дека согласно член 9 од правилникот за издавање дипломатски пасоши, лице кое го изгубило својството врз основа на кое добило дипломатска патна исправа е должно да ја врати во рок од 15 дена од престанокот на мандатот.
Повикот е испратен врз основа на одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина од 6 август 2025 година, со која е утврден престанокот на мандатот на Додик поради правосилна судска пресуда за неизвршување на одлуките на високиот меѓународен представник во Босна и Херцеговина. Во јули тој беше осуден на 1 година затвор, како и на 6 годишна забрана за политичко делување. Според пресудата од 12 јуни тој ја изгуби функцијата председател на Република Српска. Од друга страна, Бања Лука смета дека Милорад Додик е се уште председател на Република Српска во полн капацитет, оценувајќи ја моменталната ситуација како политички мотивиран процес и злоупотреба на судските институции за политички цели, додека доаѓањето на така наречениот висок представник Кристијан Шмит било целосно нелегално и со своите одлуки надвор од уставните процедури во трајање од 4 години. Тој ефикасно го суспендирал правниот поредок во земјата. Инаку вчера Додик не се појави на работа во канцеларијата во Бања Лука, а наместо тоа посети неколку градови во Република Српска. Тој ги представи како официјални посети во својство на председател, иако тоа не е официјално веќе 2 дена. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Попладне во југоисточните делови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец, соопшти Управата за хидрометролошки работи. Според прогнозата на Управата за хидрометролошки работи, во четврток ќе дува умерен до засилен, а во петок повремено силен јужен ветер. Во сабота ќе има услови за повремен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен дожд по Вардарието повремено засилен северен ветер, кој ќе продолжи и во недела, а дневната температура ќе биде во опаѓање.